G132 Plus Natural е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. G-Natural ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Го јакне имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. G-Natural ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс, гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Со доктор Ангелчо Андоновски, кој што е специјалист педијатар и воедно директор во јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања кај децата Козле од Скопје, денеска ќе зборуваме на тема алергиски бронхитис. Повелете на 6091-924 и 6091-925, доколку имате интерес и сакате да поставите прашање до доктор Андоновски. Докторе, со оглед на фактот дека рековте и потврдивте ова е патологија која што ја имате, но вистинскиот број наплив би рекле ќе следува во месеците кои што се пред нас. Како од ваш аспект ја опишувате оваа болест и кои се причините за појава? Значи, самото име бронхитисот, знаеме дека е состојба која што и ние како лекари и нормално и пациентите веќе им е позната дека секое дете, значи секое живо суштество може да добие воспалување на таа мукоза која што се наоѓа во дишните патишта, која што подоцна таква инфламирана отекува или едематозира, предизвикува поголема секреција или хиперсекреција на самиот секрет, мукозен секрет, а со тоа и она, како да кажеме, проблематично кашлање кај децата, она изразита кашлица која што на сите родители има како некој аларм или страв дека детето веќе се случува со детето нешто, има проблеми, тоа дете другачие се чувствува, значи тоа дете нормално дека бидејќи таа кашлица перзистира постојано, а некако мораме ние да помогнеме во целата ситуација. И не може нормално да дише. Не може нормално да дише, тука се јавува и уморот кај тие деца се доста истоштени поради целата ситуација и секако бараат помош кај нас. Зашто па алергиска, нели, периодот кој што престои за баш... За бронхитисите има многу причини, но актуелен е бронхитисот сега. може да биде предизвика, значи, и од бактерија, и од вирус и така натаму. Знаеме дека 80% од случаевите веќе е вирусна патологија, но веќе кога станува збор за еден алергиски, да кажеме, бронхитис, тука е она специфика за која што ние сакаме да им помогнеме и на родителите, ви јас како во овој случај ваш гостин, кој што е прифатив поканата за да разговараме на оваа тема, е да им олесниме на родителите, а со тоа и да им помогнеме на децата. Несомнено дека почесто кажувам реченицата дека здравјето на децата е во раците и на самите родители. Сигурно, значи, тие се одговорни. Тие кои што се одговорни, тие се кои што први треба да ја приметат таа таков начин или таа симптоматологија која што се јавува кај тоа дете и да дојдат што поскоро за да може на тоа дете да биде помогнато. Кога станува збор за алергискиот ринит, како на самиот почеток, само да кажам дека бронхитис се појавува баш поради тоа што е, нели, може и целиот горно респираторен и долно респираторен патишта, ќе зборуваме сега за долни респираторни патишта. Алергискиот бронхитис конкретно е предизвикан поради некоја причина која што ние нарекуваме алергиска причина.
За алергиите порано не се знаело многу, сега како медицината се модернизира, веќе сме сведоци дека имаме голем помак во медицината, како и наука, како и технологија, како се што ни на нас помогнува околу детектирањето на тие специфични антитела, односно тие антигени или, како да кажеме, алергени, кои што делуваат врз еден таков организам и кои што можат да ја предизвикаат оваа цела ситуација. Дали една од причините, се извинам што ве прекинав, за алергискиот бронхитис е токму тој неразвиен и недоволно развиен имунолошки систем, кој што круцијално и основно се развива во детската возраст. Кога ќе дојде до нарушување на целата, како да кажеме, она синергија на еден таков организам, е имунитетот првиот одбранбен, како да кажеме, механизам кој што делува на отпорност на едно дете, за да не дојде до овие несакани реакции, но сепак знаеме дека падот на имунитетот доаѓа и предизвикува да дојде до изразена состојба при појава на овие алергиски бронхитиси. Што се причинителите? Ајде да бидеме прецизни и да објасниме целата ситуација. Да, и веднаш би ве прачал дали тука возраст е одговорна, односно колку помало дете, толку повулнерабилно. Значи, јас ќе ви кажам дека Светската здравствена организација уште одамна веќе алергискиот бронхитис го има ставено како хроницитетно заболување, но јас пак ќе кажам дека борбата е можеби долга, макотрпна, потребна е и време и се решава таа болест. Значи не продолжува во некој си. Доколку продолжи во хроницитет, е многу опасна состојба која што дури може да предизвика и астма. Поготово од детската рана возраст, доколку дојде до израз на таквата состојба, па подоцна во повозрастните години. Значи треба да знаеме дека кои се предизвикувачите на целата таа состојба како алергиски бронхитис. Ајде ќе почнеме прво од обичниот прав. Значи куќен прав, надворешен прав, значи кај што играат децата и така натаму. Значи дури тој може да ја предизвика алергијата. Подоцна ќе ги напоменеме сите оние фактори и факти како што се животинските влакна. Значи, па потоа може да го земеме поленот, па може да ги земеме тревата, значи, дури шпер плочите и вериците во мебелот во еден дом, теписоните, значи, се тој материјал кој што може постелнините, се она тоа кој што може да предизвика иритација на дишните патишта, односно иритација на таа мукоза, која што подоцна нели кажавме на самиот старт, дека перзистира со хиперсаливација, предизвикува појава на ова, како да кажам, подмолно заболување кај дечињата, ако станува збор за дечињата. Подоцна, доколку не го третманот направиме како што треба, сето тоа може да променира во полоша состојба и да доведе дури до астма. Кога зборуваме за возраста на децата, дали таа игрулога, односно кои деца се најмногу подложни на оваа појава? Значи секако дека се од возраста не е пречка, значи од најмалото до највозрастното дете, нели во наводници рачунаме и деца до 18 годишна возраст, до полнолетство. Сепак дека еден само кревок, да кажеме, белодробен тракт кај помалите деца е позафатен од таква причина. Но сепак треба да знаеме дека не секој пат и алерголошките тестови кога ние ќе ги правиме за да го утврдиме причинителот на сето тоа, нели, како заболување, кажуваме дека во поодмината возраст веќе како имуниот систем се гради, така и самите алергии може да заминат и некој да не биде алергично на нешто, нели, да се тој организам на некој начин имунизира. Одно што е важно, би сакал уште еднаш да го потенцирам дека денеска зборуваме на тема алергиски бронхитис со доктор Ангелчо Андоновски, кој што е специјалист педијатар и кој што со задоволство ќе одговори на вашите прашања или споделување на лични искуства, а доколку е така, докажете ни на 6091-925 и 6091-924. Она што го зборуваме во однос на патогенезата или развитокот на ова заболување, дали тоа се јавува директно како посебно или како компликација можеби на горните респираторни патишта кои што, нели, доколку се слеат и се спушти, ги зафаќаат и долното белодробие или долните респираторни патишта. Значи сведоци сме дека првично тоа започнува со некоја си да кажеме хиперсаливација од страна на носето, нели, тоа дете почесто со секрет, па лекарот гледа дали тоа мора да утврдиме, нели, бактериолошки, да не станува збор за некоја бактерија или за некој вирус. Ги контролираме лабораториски кога зборуваме еозинофилите. Еозинофилите кај тие случаи кои што е веќе алергија не се зголемени 25 до 30%, проценти, мислам, како да кажем, дека целото тоа заболување како заболување треба тоа да се следи доколку одредени на нас показатели ни покажуваат за што станува збор. Ако ги следиме еозинофилите, исто така можеме да направиме и кожни тестови.
Може да направиме инхалациони тестови, за да видиме ние да тоа дете првин го предизвикаме со нешто, некоја си таа иритација првична, за да утврдиме за што станува збор и да правилно го детектираме поставувањето на правилната диагноза, значи и на некој начин и изборување, значи на крајот со ова, како да кажам, подмолно заболување. Сепак ќе го наречам заболување бидејќи не е состојба, бидејќи сите ние сме алергични на нешто, сите сме сведоци дека може да ни се деси некој момент како течење на носот, по крвави очите, кашлица. Што е она што највеќе ги плаши родителите? Перзистентната кашлица кај едно такво дете кој ќе се случи. Да. Обстојува или трае? Тоа трае. Значи може да трае и по месеци, значи јас можам да кажам, некои се многу кратки. Ако станува збореве само за компарација и за да сме јасни на гледачите, тутунскиот дим или димот од цигарата, кај одредено дете предизвикуваат веднаш реакција. Што е моментот? Моментот кој ќе го изолираме од таа просторија, кашлицата престанува. Значи, истото станува збор и за прашината, исто станува збор и за цвеќињата, исто станува збор и за тревите и за така натаму. 1000 предизвикувачи кои што во моментот кој ќе ги отстраниме, тие предизвикувачи престанува и симптомот се повлекува. Имаме докторе јавување денеска прво поред. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господјо, вас слушаме. Поздрав до водителот и до докторот. Благодариме. Сакам да прашам да се консултирам со лекарот. Моето внуче беше болно пред една недела, пиеше сирупчиња некои на база на билки, на сите тие работи. Се оправи 3 дена, повторно пак почна вака како да има нешто во грлото. Добро. Сите параметри што му се во лабораторија, сите се добри. Денеска го однесовме на бриз да му земат, меѓутоа докторката му рекла дека има малку бронхит, денеска го прегледала. Добро. Што треба да преземе за нашето внуче? Дали доволно, докторе? Доволно. Благодарам за вашиот поздрав и прашање. Дали може да зборуваме за малку бронхитис, како што рече Може слободно, господјата? сепак рековме дека бронхитисот си е бронхитис, нели состојба кој што е Мислам со послаб интензитет, предпоставувам. Нормално дека на еден ваков имуносупресиран организам како што е детенцево што се случи, значи изложено претходно било на антибиотска терапија. Подоцна може да дојде некој си, да кажеме, комплицирање додатно. Дали од вирус, дали тоа дете присуствува во градинката каде што има постојана комуникација или да кажеме на некој начин контакт со некој друго дете, бидејќи сепак можеби и претходно објасниме дека тоа се шири како еден вид на епидемија меѓу децата, бидејќи тие комуницираат, дишат, префрлаат едно нешто. Нормално дека после земање на брисот само треба да се утврди дали е повторна бактерија која што е од усножнет тип поради ослабен организам кој што примал антибиотик еден период, некако се подобрил и подоцна доаѓа. Или пак станува збор за некој си вирус кој што во овој момент. Како ќе утврдиме дали конкретно станува збор за бактериолошки момент? Доколку е бронхитис, бронхитисот знаеме како се третира. Точно треба да знаеме наодот на велите дробови, дека е баш бронхитис, класичен бронхитис, да се даде соодветна антибиотска терапија и ние тој организам да го спасиме. Значи целно, таргетирање, баш буквално тој бриз што е земен ќе ни ја даде бактеријата и со кој антибиотик да ја нападнеме ние таа бактерија. Тоест, со кој антибиотик може да му помогнеме на тој организам. Така да тоа е веќе состојба која што и треба самиот лекар педијатар нивен да ја следи да го добие резултатот. И предпоставам пред следното јавување кога имуносупресиран организмот, односно намален имунитетот, како стимуланс или нешто може дополнително покрај здравата исхрана да се даде. Имаме толку голема група на имуностимуланси, имунодулатори кои што можеме да ги даваме. Јас и у минатата емисија напомнав дека токава е широка палетата. Јас малку шпицата слушнав Гекиц. Значи исто тоа се баш значи тоа се искуство кој што јас сум ги имал околу давање на тој препарат кој што помага на стимулирање на имунитетот на тоа дете. Тоест детето да не е толку подложно на било каква една неокултна, да кажеме, инфекција за да дојде до израз. Тоест самиот организам, тоест имуниот систем на организам да биде стимулиран, а тој да го издржи целиот тој налет на еден таков инфект кој што доаѓа. Сигурно и во превентива од друга страна може, но би се навратили на Гекиц подоцна за да го слушнеме и следното јавување сега. Добар ден. Ало, добар ден. Ало. Добар ден, господјо. Добро дојдовте, ве слушаме. Да, ама на телевизија гледам дека не друго се збори. Да, јас ќе ве замолам да го намалите нивото или тонот на вашиот телевизор.
Значи следите фактор здравје, доколку да, ало, дали сте Добар се ден. Дали сте се уште Ало, на линија? добар ден. Добар ден, ве слушаме. Сакаме да го прашаме докторот. Да. Моето внуче имаше бактерија Добро. во плунка му најдоа. Месец дена примаше лекарства и му помина. Преку ноќ се многу поти, уште кашла, испукува шлајмови Добро. и вика дека има астма, плуќа су му 43% капацитет на плуќа сега му најдоа. Дали ова доволно? Или Да каква ми бактерија во кажете плунката за има? ова Дали е конкретно важно сега или за не? 43% овој капацитет на плунка. Да. И кажете ни само каква бактерија е пронајдена во плунката? Не можам да Добро, сепак ќе дадете одговор. Благодарам за вашиот интерес. Веќе овде станува збор за ослабната, како да кажеме, плуќна ефективна. Ефективата на белите дробови означува колку тоа белодробие е здраво. Што е потребно? Доколку веќе имаме изолирана бактерија, бактериолошкиот момент на инфектирање на долно-респираторниот систем може да даде и ваков момент на ослабнато дишење, тоест на буквално на симптоматологија која што води до ослабнато, како да кажеме, плуќен капацитет. Да го објасниме, да видиме по-пластични за гледачите. Тоа се прави со спирометрија. Доколку спирометријата на неколку наврати ни даде резултат дека е веќе 40% и паѓа, веќе станува збор за состојба за која што им е објаснето на луѓето дека станува збор за астма. Но секој пат една астма мора да биде добро издиференцирана доколку таа состојба продолжи. Бидејќи овдека веќе имаме инфект, ние треба да го излекуваме инфектот и да помогнеме на тој организам и да гледаме да тоа дете му се препорачаат дури и физикални вежби, да се препорача влажнење на просторијата во која што се наоѓа тоа дете, чист воздух, изнесување, давање на имуностимуланси, давање на витамини, давање на здрава храна која што ќе го подобри целиот тој, да кажеме, плуќен капацитет кај овие деца. Доколку што се постигнува, нели, ако доколку се состојбата придржуваат. продолжи и понатаму да иде во оваа мера до опаѓање на плуќниот капацитет, тоест на белодробниот капацитет, тогаш веќе станува збор за астма која што се лекува долго и веќе е хронично заболување. Да. Благодарам, докторе, за овој прв дел од емисијата. Во продолжение ќе ви ги представиме вториот блок реклами, а предходно еве го и следното јавување да го слушнеме и одговорот ќе следува по блокот реклами. Добар ден. Добар ден. Господјо, добродојдовте и вие. Ве слушаме. Вака сега поздрав до докторот и до вас. Благодарам, поздрав и до вас. Вака сега една работа ме интересира. Имам внуче од месец и пол. Во ред. Пронајдене му се бактерии во носот, моратела и стрептокока пневмонис. Добро. Има шлајмови, потешко дише. Што треба да се направи во случајов? Благодарам и за вашиот интерес. Останете со Фактор здравје, ќе продолжиме по споменатиот блок реклами. Засилен имунитет за здраво детство. G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам.
За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот факометод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. ДНА Анифарм, групација Пети, трговски центар Капитол. Нашите знања и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди, консултации и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна дијагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. На здравје кафе. Со Елит кафе. Учиме со песна и секоја петка ни доаѓа лесно. Витоси пастили со витамин D3 и омега-3 за подобро учење, помнење и концентрација. Витоси пастили, рибино масло кое децата на вистина го сакаат. Фарма С. Зашто сте цели живот на дијети, а нисте успели постичи своје желјени резултате? Пробали сте sa smanjenjem kalorija, izbacili ste masno, jeli više voća žitarica, ali nije bilo dugoročnog efekta. Vreme je da probate nešto sasvim drugačije, staviti masti u fokus vaše ishrane. Predstavljam vam liposuksijsku ishranu, jedinstvenu dijetoterapiju sa kojom možete skinuti 7 do 10% od svoje početne tjelesne mase za samo 2 nedelje i to bez gladovanja. Zato krenite odmah i učinite nešto dobro za sebe i svoje zdravlje. Ја продолжуваме денешната тема во Фактор здравје, алергиски бронхитис и пред да одговориме на господјата пред блокот реклами, имаме уште едно јавување на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Дали сте на линија? Во програма сте? Добро, доколку не ме слушате, 6091924 и 6091925 и натаму се отворени за ваши јавувања. Да одговориме за господјата, двете бактерии, Секако. што ги спомена. Моракселата во последно време многу чест, како кажеме, гостин кај децата. Непријатен гостин кај децата, кој што предизвикува се тоа што го напомена, не знам дали беше бабата и така натаму, да. Господјата се тоа што го кажа, тоа е таков, како да кажеме, симптоматологија која е школска по книга. Значи, на вистина, тоа дете при моракселата и појава на било каква бактерија која што нели во овој случај на стрептококус пнеумонија, значи ги имаат сите овие симптоми. Што е битно? Битно е да се справиме со секретот кој што е густ и леплив. Што значи тоа? Ако детето цицка, почесто да биде ставено на дојката од мајката, тоест да се дои, доколку може да му даваат, оние сега почињаат периодот, нели кога има грчеви, може да пие и мајката, чајче може да се разводнува тој секрет и влечењето, тоест правење на тоалета на носето, односно отстранување на целиот секрет. Обично имаме пумпици, цревциња, најубаво е со цревце која се користи наша сила, потенцијал на нашиот организам, за да може да го сето тоа извлечеме, усмукаме на некој начин да кажем, на некој начин да делуваме како аспиратор. Тогаш и почесто правиме, доколку пумпицата прави само одредена вакуумска. Не викаме дека не се добри, но сепак знаеме дека она е проветка, како што е пластична е проветка, со тегнење, со помош на нашите усти да може да дава добри резултати. Исто така, треба при појава на толку голем секрет, сигурно детето е веќе поставено на антибиотска терапија и треба да ја зима антибиотската терапија одреден временски период, нормално додека се сето тоа смири. Тапкањето е многу битна работа при справување со овој, поготово кај помали дечиња која станува збор за доенчиња, не збориме за неонаток, збориме за доенче кој што е веќе на месец и пол возраст, да може тој секрет неко и поставеноста на спињето на тоа дете да биде на малку повисоко. Што значи? Му помагаме
со помош на физиката на тоа дете да може да го преброди целиот овој проблем. Секако дека и терапијата, антибиотската терапија, која што е дадена, ќе си ги даде своите резултати. Нормално дека тие бактерии се третираат според брисот со антибиограмскиот резултат, даден е од соодветен антибиотик, сега може да биде било кој, нели од било која група на антибиотици кај што ќе се покаже дека е сензитивно и да биде целиот проблем решен. Да, и уште едно јавување имаме. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, господјо, во програма сте, зборувајте. И вака, сакам да прашање до докторот. Да, поставете го. Јас сум баба на внука, скоро 2 годишна. Во ред. И сега, пред 2 недели, пред 2 недели беше болна нешто, бронхоплеумонија имаше. Примаше моциклав сирупче, примаше, повеќе беше лечењето при инхалација со полмикорти и вентолин, мислам нешто така примаше. Добра. А сега еве пред 2 дена, како се беше повлекло, а сега веќе пак почнува со температура да качува. Дали нешто е тоа на алергиска база, како може, а веќе 2 години не помни, кога може да се испита? Дали ова доволно, докторе? Доволно. Благодарам и за вашиот интерес. Веќе кога станува збор за бронхопневмонијата, веќе означува и еден вовет во тој пневмоничен наотник, каде што ни се воспалени мукозите, односно самата лигавица на бронхиите. Тогаш го ние крстиме бронхопневмонија, уствари тоа е пневмонична состојба, каде што веќе имаме голема компликација, значи температура, појава на високи температури, потење, изразена кашлица, бидејќи самите нервни завршетоци во цилиите на тој мукусната, кажеме, лигавица во белите дробови е веќе доволно изиритирана да постојано самиот организам како да го сака да го исфрли. И тоа е нели начин на движење на тие цили што го исфрлат природен начин. Веќе имаме овде како усложнување најверојатно на состојбата, каде што антибиотикот, како што реков и претходно, ја намалил самата, намалил отпорноста на организмот и довел до одредена состојба која што се вика усложнување на една инфекција или суперинфекција. Треба повторно се направат одредени резултати, иако тој организам е покриен со антибиотска терапија. Исто така слушнам дека се дава и кортикостероид, како што е пулмикортот. Не сакаме да имаме злоупотреба на кортикостероидите во нашава држава, иако се злоупотребуваат, како и од страна на лекарите, така и од страна на родителите. Веќе мислат дека без да ги види лекарот дека може да вклучат сами нешто во терапијата, но овој случај препорачувам да биде уште еднаш направена инвестигација на тој организам, бидејќи станува збор за детенце кој што е баш у најубавиот период во развојот на едно такво белодробие, таа е 2 годишна возраст, каде што веќе ние на некој начин мораме да ги сопреме сите оние работи кои што ги напомнам на стартот. Како почне од еден алергиски, да кажеме, бронхит, да се развие, да отиде у правец на астма, како што имавме случај со гледачката која што се јави претходно. За да не се сето тоа случај, потребни се повторни инвестигации, нека лекар да го стави својот стетоскоп, да слушне до кај е состојбата, за да ние соодветно подоцна знаеме како и да изреагира и колегата, што да даде, можеби ќе треба и промена на самата терапија и да не забораваме да кажеме дека треба да ги вклучат на вистина оние имуностимулатори кои што можат да дадат само подобрување на целата состојба, а се она што следува ќе следува нели после повторниот преглед од страна на колега. Сигурно. И уште еднаш да нагласиме дека ГКИЦ кој што го користите имате искуства покрај превентивно може да биде дополна на медикаментозната терапија. Значи баш составот на овој препарат внатре во својот состав ги има, да кажам, еве да го издвојам малку и препаратот, елементи кои што на вистина се имуностимулатори, ама од природен тип. Значи, кои што делуваат на еден таков организам, на кревок организам, за да го стимулираат во доволни дози, за да тој организам може да преброди се она што му предстои и со каков контакт ќе биде на каков инфекција. И од вас лекарите она што го научив или на поедноставен или полесен начин со помала симптоматологија. Ние сакаме да кажеме дека сме поборници на поприродната, значи не се секој пат лекарите оние кои што се слепо врзани дека треба да даваме медикаменти, медикаментна терапија, значи некој пат и ние кажуваме за да може да го смириме тоа, обично ако станува збор да него тој организам повредуваме или да не оштетуваме, да не делуваме хепатотоксично, што да не го оштетуваме самиот хепар, гледаме првично на природен начин
да пробаме една болест да истуркаме на подобар правец, да ја победиме, значи со самиот организам да се привикне на такво нешто, да биде имунизирано за да утре кој ќе стигне до таква состојба да го препознае тој инфект и соодветно самиот организам да одговори. Доколку веќе гледаме дека компликациите следуваат и се намножуваат, ние тука веќе тогаш може да ги дадеме сите оние бронходилататори, нели нормално да дадеме кортикостероиди, да дадеме антибиотика и така натаму. Да, и уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, господине. Ве слушаме и вас. Добро дојдени сте. Многу поздрав за емисијата и за докторот. Благодарам. Поздрав и до вас. Вака сакам да прашам нешто. Јас сум 35 години. Сакам да прашам. Лани, в истиот период од октомври, ме фати иритиричка кашлица. Во ред. И може негде до март ме држеше кашлицата, никако без на доктор, ме пратија на алерготест, провери се добро. Не знам, може многу антибиотици испих, никако да помине кашлицата. Иритирачка кашлица, не ме боли грлото, немам црвениво, немам температура, само иритирачка кашлица. Ни помина март месец. Оваа година дали на рентген снимка на повторно ме фати таа кашлица и никако те природни лекови те менет там. Добро. Дали сте направиле рентген снимка, праша докторот, господине? Да, лани и рентген снимка направив на градите и на синусите. Добро. Синусите добро, на градите добро, само малку од што иритирам кашлањето, мислам имаше малку на бронхитис, како се да. Го свати прашањето докторот, благодарам господине за вашиот интерес и последното јавување го имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Да, кој е вашето прашање, господја? Вака се работи за девојче од 8 години. Во ред. Направени се алергои тестови, преку цела година е со шлајмови, излезе на повеќе работи алергично. Добро. Прашање до докторот, само Аерус и Назонекс спреј ни препишаја. И не пуштаат за вадење на трет крајник. Добро. Дали треба да се извади крајникот или само со терапијата се продолжи? Дали ова доволно за совет? Благодарам и за вашиот интерес. Сакате на господинот или? Ајде, прво на господјата, бидејќи децата ни се приоритет. Веќе овдека имаме, значи, диагностицирано нешто, дека станува збор иритација од третиот крајник, кој што нормално дека ако проградира состојбата веќе дојдена до таа фаза, детето е атопичар, колку што слушнаме, е алергично на повеќе работи, родителите сами треба дома да си повнимаваат и на се она што е алергија, за да тоа дете не биде стаклено стаклена зона, да се разбереме погрешно, туку соодветно да го заштитиме од перзистентно изложување на тие. Рекуваме на стартот на емисијата дека ова е навистина малку, како ја кажам, подмолно заболување, кое што подоцна во подоцничниот период, доколку не се третира соодветно, може да даде несакани, како кажеме, продолжетокот на ова болест е несакано нешто, а тоа е појавата на астмата. Значи, можеби периодот и текот на лекување е подолг, мако трпен и мачен, но сепак може да се доведе до излекување на добро, значи на долг рок може да се доведе до излекување на самиот, како да кажеме, патолошки момент при оваква една вид на алергиска реакција. Веќе овдека чиме диагностициран третиот крајник треба да биде изваден, да биде опериран, треба да си знаат родителите дека сигурно лекарот има објаснува дека тој постои и е подложен на рецидивирање, на рецидивирачки момент, но сепак доколку се отстрани таа причина за постоење на појава заради таа перзистентна кашлица поради третиот крајник, се препорачува да биде изваден. И за крај уште господинот 35 годишен. За господинот само можам да кажам дека веќе станува овдека за една состојба која што веќе помината во хроницитет. Прашавме за рентген снимка нормално, бидејќи се работи за возрастен човек со белодробие кое да не е случајно некој си, да кажеме, стран објект, односно корпусалиниум, да не е некој си инхалирано страно тело, но сепак овдека станува збор за една состојба која што е ларингитична. Перзистентно е изразен господинот на некој си алергенс во самата просторија или во местото кај што живи, или на некоја паре или на нешто, буквално доколку е пушач би требало да остави така натаму. Значи, секој перзистентно излагање на вакви моменти може да доведе до ваква една несакана ситуација. Тоест, алергискиот бронхитис
е состојба која што можеме да ги заштитиме нашите деца. Значи, треба само да се утврди на што конкретно тоа дете е алергично и ние да го изолираме тој извор на тој алерген, за да тоа дете подоцна ни функционира како што треба. Ние што уклучуваме во терапија на тоа? Да, тука се антихистаминиците, тука се дури кортико, доколку е потребна и кортико заштита, одреден период, не целосно и нормално давањето на имуностимуланси и многу течности кои што ќе го разводнат тој секрет и ќе ни го направат полесен и за конзумација, односно за не иритирање на нашата. Сигурно и полесно да се дренира или вади. Ви благодарам, доктори, иако уште многу аспекти јас барем имав да ве прашам, но она што е главно рековте дека треба да се излечи алергискиот бронхитис за да не премине во астма, која што веќе е хронично заболување и за жал нема лек за неа, само се контролира до крајот на животот. Значи може да биде контролирано до крајот на животот и можеме да соодветно родителите им помогнат, затоа реков дека здравјето на децата е во раците на родителите, не е само во раците на лекарите. Но и вие лекарите имате сигурно несомнен удел. Благодарам уште еднаш, ми беше задоволство. Носете поздрави до вашите колеги и ве гледаме и ве чекаме повторно во Фактор здравје. Поведете кога сакате. Ми беше задоволство. Доктор Ангелчо Андоновски, специјалист педијатар и воедно директор во јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања кај децата Козле од Скопје беше денешен гостин во Фактор здравје. Ви благодарам за вашата поддршка и внимание и поздрав до утре. Пријатно.